ние продолжуваме со нашата следна гостинка која што ви ја најавив од рано наутро. Минути се за нашите пријатели од Аџибадем Систина, кои што редовно се наши гости, редовно третираме теми, а овој пат со еден прекрасен повод. Аџибадем Систина по трет пат го освојува престижниот златен печат на JCA, а на оваа тема заедно зборуваме со Андроники Бибовска, медицинска сестра и едукатор во Аџибадем Систина. Добре дојдовте и честитки. Благодарам. Навистина, ова е една прекрасна вест, која што не дека не ја очекувавме. Аџибадем Систина со години наназад докажала дека навистина ги руши стандардите и држи едни толку високи критериуми заради кои и гледачите и вашите пациенти секогаш редовно и постојано ве посетуваат и ги користат сите ваши услуги. Како изгледа процесот за подготвување токму за реакредитација и кој учествува во истиот овој процес? Ви благодарам за поканата, за убавите зборови. Joint Commission International е една престижна акредитација, благодарение на Аџибадем Систина на мапата на светски болници акредитирани според оваа акредитација е и Република Македонија. Нашата прва акредитација беше во 2016 година, сега ни е трета среќа, ова е тој златниот печат со кој што навистина многу се гордееме. Една макотрпна работа на која што се работи во континуитет. Знаете, лесно е да дојдете до некоја цел кога премногу ја сакате, ќе стигнете до неа. Одржите, да. Тешко е да го одржите тоа ниво и да бидете секогаш на врвот. 13 тимови работеа на оваа акредитација. За разлика од првиот пат кога навистина беше најтешко, бидејќи не знаевме точно со што се справуваме и како целиот процес изгледа, сега веќе во континуитет го работиме овој процес на стандардизација овие 7 години. Овој пат поминавме со минимален број на забелешки. Престрекни сме за тоа што сето она што ни беше кажано во однос на нашата безбедност кон пациентите, вработените и посетителите беше на највисоко можно ниво. Стручните тимови се подготвуваа 6 месеци во однос на документацијата која што треба да се подготви, да им се прикаже на тимовите од Joint Commission International кои што доаѓаат и ја проверуваат болницата. Тоа се врвни стручни лица искажани во своите области. Оваа година акредитатори беа доктор кардиолог со над 40 годишен работен век, медицинска сестра со над 80 трудови во најпрестижните списанија во светот и од техничкиот сектор техничко лице со искуство во многу болници во светот. Колку што имате построги критериуми за оценки, толку ви успехот поголем. И предизвикот, верувам. Да, апсолутно. Како се одвива оваа контрола и кои сектори во болницата се проверуваат при самото оценување? Контролата беше во една 5-дневна посета на комисијата која што доаѓа во периодот од 8 до 10 февруари оваа година се одвиваше целиот процес. Како изгледа? Ја проверуваат секоја точка од болницата. Нема сектор кој што не е проверен. Тргнуваат од менаџерски поставувања, како е организирана болницата, сите законски регулативи кои што во согласно со законите на Република Македонија мора да ги исполнуваме и потоа се проверуваат сите сектори. Техничката безбедност на болницата, медицинскиот дел, немедицинскиот дел од болницата и така натаму. Каков е бенефитот кој што го добиваат пациентите од оваа ваша акредитација? Бројката на пациенти која што на годишно ниво циркулирани со Аџибадем Систина покажува дека тие луѓе се задоволни, не препорачуваат и повторно доаѓаат да ги користат нашите услуги. Меѓутоа бенефитот е општ за сите нас. Сите сме пациенти. Сите имаме наши блиски кои што се легуваат во Аџибадем Систина и би сакале да бидат третирани онака како што треба. Бенефитот се гледа во тоа што самите пациенти се запознаени во секој сегмент од нивното лекување. Од самиот влез во болницата до нивното заминување од болницата, знаат што се случува со нивното здравје, запознаени се со сите можни ризици и знаат на кој начин ќе се одвива нивното легување и нега. Сестра Ники, многу ме интересира како изгледа еден работен ден во болницата Аџибадем Систина. Јас имам таа среќа да работам како медицинска сестра за едукација и да се движам низ целата болница. Ние сме некои микросредини. Значи, многу, 1000 луѓе кои што дневно доаѓаат и работат во една таква голема установа, тоа е едно мало градче кое што е организирано беспрекорно, секогаш има начин за подобрување и тоа и акредитацијата ни го налага да станеме се подобри и подобри, меѓутоа навистина е интересно да ги гледате сите тие мали сегменти кои што прават една совршена голема слика. Кога наутро ќе дојдете на работа,
ноќните менаџери кои што реферираат во утринските часови на утринските состаноци, ние кажуваат сликата во однос на претходните 24 часа и што се случувало во болницата. Тоа е најбитниот сегмент. Утринските состаноци, информациите кои што се проследуваат. Секој ги знае оние информации во болницата кои што се битни за неговата работа и на тој начин сме информирани за се што се случува. Како успевате да ги организирате безпрекорно сите тие обуки и едукации за персоналот? По принципот на помош. Секој во нашата болница е едукатор, никој не може да познава се во болницата, како и во секоја друга установа. Имате сегменти кои што не се медицински, кои што се чисто технички, меѓутоа ако немате струја нема да ви работи болницата. Ако немате кислород, нема да имате довод на кислород до пациентите, така натаму, секој си го знае својот дел од работата и е предизвик да дојдете наутро и се да функционира. Битното е да си ги признаете проблемите и да ги решите веднаш. Тоа се решава по принципот на хиерархија. Секој знае за што е одговорен. Медицинските сестри, за наша голема среќа, ќе бидам малце нескромно, ќе кажам, ние сме оние двигатели кои што ги поврзуваат сите сегменти во болницата. Знаеме буквално се. Медицинската сестра е таква, преку неа оди комуникацијата и со пациентите, и со лекарите, и со останатиот персонал во болницата, меѓутоа убавината да се работи таму е во тоа да бидете вклучени во секој процес. Акредитацијата не ги вклучува тие луѓе што се одговорни во тимот. Конкретно, таа тече преку одделот за квалитет. Таму се сублимирани сите податоци и одделот за квалитет ги презентира. Меѓутоа, сите вработени имаат своја улога и имаат свое значење. Така, браво. Ме подсетивте на принципот на хиерархија во сандуците во кои живеат пчелите. Ако во еден сандук со пчели живеат по 20 до 25.000 пчели и секоја од нив си ја знае својата работа и хиерархиски на кое ниво е, тогаш зошто ние луѓето не би можеле да учиме од пчелите, така? Се сложувам. Ние медицинските сестри имаме матица, тоа е главната сестра на болницата, која што ни е мајка матица во болницата и ги разбира нашите проблеми најдобро. Убаво е да е поставена болницата во однос на организација онака како што треба. Секој да знае каде да си ги каже проблемите и како да си ги реши проблемите. На тој начин пациентите никогаш нема да приметат дека ние медицинските лица не сме совршени суштества. Апсолутно. Така, колку е вашиот персонал, вашиот тим подготвен да делува во вонредни услови? Тука нема место за импровизации. Вонредните услови се сериозна работа, без разлика дали се работи за вежби кои се однесуваат на директното здравје на пациентите во однос на делење на терапија, нега на пациент, реанимација на пациент и така натаму, меѓутоа и вежби за сите други вонредни состојби кои што може да се случат. Сведоци сме во минатиот период дека имаше страшни катастрофални земјотреси во регионот, имаше ковид пандемија која што исто така беше еден огромен предизвик, се случуваа нестреки во однос на сообраќајни нестреки во други болници. Поплави, да. Учиме од грешките на другите. За наша среќа учиме од грешките на другите и гледаме да се подобриме. Вежбите се во корелација и соработка со државните установи. Со дирекцијата за заштита и спасување правиме на годишно ниво вежби за евакуација од болницата, така да кога нешто ќе се случи, сите сме различни, може различно да реагираме, поемотивно или неемотивно, ама кога сте тренирани и извежбани, тогаш тие постапки некако ви се поблиски и знаете што треба да правите. Точно. Ковид пандемијата беше досега, би рекла, најголем предизвик не само за човештвото воопшто, туку и за нас овде на овие простори. Што научивме во овој период? Ние научивме многу, научивме дека треба да си подадеме рака и дека секој е битен. Научивме дека оние кои што се дисциплинирани, кои што се подготвени, подобро поминуваат. Оние кои што се информирани, кои што знаат да го следат тековните настани, ние како болница покажавме една голема дисциплина. Не ги занемаривме сите податоци кои што ги добивавме во регионот. Првите случаи на ковид кога премина на европско ниво, веќе бевме спремни во однос на подготвеност на персоналот за превенција и контрола на инфекции. Ги имавме сите мерки за предострожност. Научивме како да користиме лична заштитна опрема, тоа за нас беше новитет. И болницата во ниту еден момент не застана. Тука се покажа сите овие придобивки од JCI и акредитацијата. Тогаш видовме колку е битно се што работиме да ни е верификувано. Да. На тој начин знаевме како да се справиме и каде да се обратиме. Одлично. Клиничката болница Аџибадем Систина не е само болница во која
се одвива лекувањето и третманот медицински, туку и место каде што има и практична настава на студенти по медицина од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, но и од International Balkan University Скопје. Како е истата оваа настава организирана? Супер. Во болницата работат врвни професорски имиња од различни медицински науки и тие се главните предавачи на нашите студенти од Универзитетот Гоце Делчев. Меѓутоа имаме соработка и со Високата медицинска школа на Балкан Универзити. Праксата се одвива на тој начин што секој студент работи со целна група на доктори. На вистина тоа е едно прекрасно чувство да учат од најголемите, од најдобрите. Студентите се престрекни. Ние како вработени гледаме престојот во болницата да им биде убав, да им дадеме информации во однос на лекувањето на пациентите, меѓутоа треба да бидеме свесни дека колку повеќе знаење пренесеме, толку нашите деца и внуци ќе бидат подобро лекувани. Престижно е да работите и да имате вежби во ваква установа. Одбрана група на луѓе доаѓаат и ги одржуваат вежбите нормално. Се одвиваат во мали групи, зависно од тоа каква потреба имаат студентите. За наша среќа, едукацијата не само на студентите, туку и на самите вработени во болницата се одвива по принципот на задолжителни изборни едукации. Убаво ни се организирани, гледаме да го искористиме секој можен ресурс во болницата и имаме соработка со нашата групација Аџибадем од Турција, така да границите се отворени, само треба да се учи. Секоја чест. Кои активности ги имаше болницава во изминатиот период и какви се новитети подготвувате за престојнава сезона? Премногу се. Јас успеав нешто од тоа што се сеќавам да забележам. Минатата година се отворија сите врати после ковид пандемијата. Почнавме повторно да имаме активности, да не бидеме само онлайн, туку да организираме едукативни програми, да учествуваме во едукативни програми, меѓутоа мене лично како човек најголемо достигнување ми е обележувањето на годишнината од постоењето на Мала Богородица и 20.000-тото бебе, со кое што се гордееме сите. Една приказка која што почна далечната 2001 година и трае. Се надевам дека ќе одиме се погоро и ќе бидеме се поуспешни. Станавме спонзори на Кошаркарската федерација, на Кошаркарскиот клуб МЗТ, учествувавме во спонзорства на меѓународни тениски надпреварувања, нашите еминентни доктори учествуваа на голем број конгреси, медицинските сестри учествуваа во формирање на ново здружение, на Национално здружение за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Се формираа нови тимови и со нови медицински апарати во однос на уролошките лекувања, се подобри, се зголеми нашето семејство на радиолошки технолози, на доктори од дијагностичка интервентна радиологија, премиум центарот кој што работи безпрекорно, каде што од време на време ние вработените го одиме се ослободуваме од стресот со кој што се соочуваме во текот на нашата работа. Имаме уште многу настани за кои што можеме да зборуваме и со кои што можеме да се пофалиме на вистина. Браво. Прекрасно е да работите во болница во која што треба да отворите интернета страна за да видите каде све во текот на денот нашите екипи не биле и не учествувале. Браво. Секоја чест, особено за оној персонализиран пристап за секој пациент поединечно, каде што цели тимови направени токму за тој еден пациент се создадени за да биде сликата што подобра и за да може што подобри решенија да се изнајдат за здравствената состојба на секој еден кој што дошол во Аџибадем Систина. Ви благодарам многу што ова утро говоревме за убави нешта, подсетивме, апелиравме и мотивиравме за тоа дека здравјето е најважно од се и дека мораме да изнаоѓаме решенија. Поздрав до целиот тим на Аџибадем Систина и до сите колеги ваши, така кои што ни гостувале и оние кои што во иднина ќе ни гостуваат.